Селото Мородвис се наоѓа на само 2,5 километри од седештето на општината. Низ селото тече реката Морошка и се наоѓа на падините на планината Плачковица. Како природно богатство и символ на селото се дрвата наречени мородвишки платани, или попознати меѓу народот како чинари. Тие се присутни во Мородвис и Охрид. Земне телевизија анкетираните жители од село Мородвис посочија дека датираат уште многу одамна, за време кога турците биле населени на овие простори. 2-3 века сигурно има. Што да правиме? Сега дрво си е дрво. Украс на селото и не планира никој да го ништи. Заштитени се со закони ништи. И ги одржават. Колку можат општината земат, дотерат, тоа е. Скъпоценно дрво. Големо богатство за селото е. Тие са у цяла Македонија нека имат на 20 места такви дрва големи. У Охрид има, у Велес, па има и на други места, тие са со овие дрва. Заштитени не даваат да се употребува да ги сечат деца или било некој така. И тоа е убаво. И погоре има. Не е само тајка школото, и погоре има там насред село кај продавницата. Убаво е. Тоа 300 и кусур години турците кои се дојдели тука. Па јавор, ние чинари ги тоа знаеме, чинари така. Едни викат ги јавори. Те се ги заштити малку блаже, вај понапредниот градоначалник што беше. Турците кои се дојдели тука, кои се ги донесели од Турција, се ги поселили. Министерство за животна средина и просторно планирање донесе решение со кое овие стебла ги прогласи за природна реткост. Со тоа, тие се првите стебла репрогласени како реткост во Македонија, согласно Законот за заштита на природата. Овие дрва представуваат вистинска сензација за секое око, па така и посетеноста од другите градови не изоставена. 500 години стари чинарите, така сум слушнал од старите. Дрвата се доста здрави, може да кидат уште, не знам, уште 200-300 години. Штитени се со закон, да. Не смееме да ги сечеме, значи најзаштитени се со законот што не смееме да ги сечеме тие дрва. Многу години старо има и понагоре кај продавницата. И таму има чинар. Многу се стари, најстари дрвја у Мородвис и Охрид. Заштитени са. Градоначалник Блаже кога беше, става околу нив бетонче нешто, дамо клупи. Убаво беше направил. Денес стеблата се уредно заштитени со околни подпорни ѕидови. Низ селото е поставена и уредена патека на која се поставени повеќе различни едукативни табли, преку кои се учи за стеблата, нивната старост и значење. Преку патеката исто така посетителите се запознаваат и со историјата и традицијата на селото. Вако уреденото подрачје со сите своји атрибути дава пример за тоа како може и како треба да се управува со малите заштитени подрачја.